Poštovani gledači, dobar den. Ova je вторник, отворено студио. Политичката недела добива во забрзување. Во секој случај, она што денеска требаше да се случи, најверојатно ќе се случи утре, тоа е дефинитивното решение дали пратеничкиот мандат на осудениот Никола Груевски ќе биде замрзнат, ќе му биде одземен и дали воопшто тој до крајот на неделава поради почитување на правосудната постапка, жалбената постапка ќе влезе на издржување на 2-годишната затворска казна. Инаку, колку за ваша информација, еве најнова вест, вели на Фейсбук се огласи Никола Груевски со цитат на Иво Андрич, познатиот југословенски писател и амбасадор, писателот на Дрина Чуприја. Цитирајќи го Иво Андрич, Груевски вика: "Јаден е оној кој мора некого да понижи за да се воздигне себе." Во собранието е нашата Весна Велкова, во која се одвиваат паралелни два процеси. Едното е исчекувањето на одлуката на Никола Груевски, другото е формирањето на така наречениот комитет за помирување, кој најверојатно ќе стартува со копредседавање на власта и опозицијата. Весна Велкова е на линија. Добар ден, Весна. Добар ден. Што се случува прво со Никола Груевски да појасниме? Ајде, тоа сакав да те прашам, Чумовски, на која тема прво да започнеме да разговараме. Значи, пред малку заврши овде во редниот состанок на координативното тело за помирување. Прво да ја кажам изјавата на Талат Џафери, на собраничкиот спикер, токму околу она писмо кое Груевски го испратил до собранието, а со кое бара да му се издаде потврда дека тој е член на Уставната комисија. Значи, Џафери ја потврди оваа вест и рече дека нема зошто да не му ја издаде таа потврда, ја издал, бидејќи тој навистина е член на оваа Уставна комисија. Значи, најверојатно со ова писмо Груевски ќе треба на судските рочишта да побара да му биде одложено одењето во затвор. Инаку со координативното тело нема да председава собраничкиот спикер Талат Џафери, туку ова тело ќе има двајца копредседавачи. Едната е Емилија Александрова, пратеничката од независната група на ВМРО, ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, и другата пратеничка е Фросина Ременски. Значи, двете пратенички ќе треба да ги одредат темите и да го закажат на редниот состанок. Сепак да ја слушнеме овде изјавата на собраничкиот спикер Талат Џафери. Изјавата, Веста, се подготвува за вестите во 14:30. Само уште еден аспект. Утре, дефинитивно, дали има мнозинство во Комисијата за мандатно-имунитетски прашања што може да реши евентуално за замрзнување на мандатот на Никола Груевски? Да, мандатно-имунитетната комисија денеска беше одложена за утре, токму поради состанокот на ова координативно тело. Инаку мнозинство во оваа комисија има власта и најверојатно може да му биде одземен мандатот и најверојатно оваа точка ќе се најде на собраниската седница заедно со буџетот во петок. Благодарам. Тоа е Весна Велкова, која и за вестите во 14:30 ќе имате можност да ја проследите со незиниот извештај од собранието. Деновиве и јас вчера и денеска најавував дека овие наши интереси за судбината на Никола Груевски во издржувањето на затворската казна се повеќе слојни. Прво заради она основна есенцијална битка околу борбата против сомневањата и сторените криминали на претходната власт, потоа околу прашањето на дерогирањето на правната држава и најверојатно најголемиот скандал во последнава декада, тоа е масовното прислушување и кривичните дела што произлегуваат
од овој прилично симптоматичен процес на своједна политичка тортура врз индивидуалните права. Но се враќаме на екс-премиерот Никола Груевски, сосема ви е јасно дека на овие балкански простори двајца премиери завршија во затвор. Јанес Јанша, кој сепак по издржувањето на казната се врати на активната политичка сцена, и хрватскиот премиер Санадер, Иво Санадер, кој по две затворски казни и односно по едно осумничување и долг процес и по една затворска казна, речиси и го снема од политичката сцена. Се разбира, нас не интересира судбината на Никола Груевски од еден аспект кој е важен за стабилноста на судскиот процес и за стабилноста на институциите во извршувањето на судските санкции. Нашиот репортер Владко Чаловски денеска се обиде да направи еден преглед на маргините каде и што се случува во комшиското обкружување на Никола Груевски. Тој е во студиото. Успе да влезеш во зградата каде што инако и натаму се чуварите кои му припагаат на екс-премиерот. Така, чом, токму тој ми беше замислата. Велам, ние ги знаеме мислењата за Груевски од неговите соработници, преку медиумите, преку оно што секојдневно го работиме, но никогаш не сме слушнале, нели, што мислат комшиите, каков комшија е Груевски, односно оние најблиски, но сепак далечни од Груевски. Утрово, да, влеговме внатре во зградата, меѓутоа многу слаба е раздвиженоста внатре во зградата, бидејќи учтиво, не на портирница, не праша кои сме, како сме, што сме, по некаде 5 минути пауза ни дозволија да влеземе внатре. Влеговме внатре, меѓутоа немаше раздвиженост. Комшиите веројатно или порано одат на работа, или знаеа дека овде се камерите. Што очекуваш во 9 часот дека ќе се раздвижуваат корзо пред апартманите на Никола Груевски? Мислам дека погрешна перцепција си направил. Што ти рекоа луѓето од обкружувањето, таму каде што пазара и семејството Груевски? Така, симптоматично е тоа што, иако во Македонија важи она непишано правило дека луѓето не застануваат зад камера, така беше и со луѓето со кои што имаат локални бизниси или еве пекарите, маркетите, аптеките. Никој од нив не сака да зборува пред камера, меѓутоа еве настана од камерата за она што разговаравме е тоа дека Груевски имал обичај на 4-5 пати кога како што се сеќаваат да дојде сам внатре, да купи бурек, да седне внатре, но неретко се случувало и кога тој ќе дојде, некои од нив велат, обкружена е целата улица Павел Шатев или позната по меѓународот како Бихачка, кој што е како забарикадирана додека е Груевски во маркетот или во аптеката, но најчесто тие работи ги вршеле неговите телохранители. Ги гледаат семејството Груевски на заеднички шопинг, например во обкружувањето со Боркица, со оглед на фактот дека во еден период се појавија порталски шпекулации кои одеа до мимикријата на семејниот живот, дека тие се пред развод или се во фаза на развод и така натаму, што е легитимен интерес, особено во западната медиумска сфера. Овде тоа така поминува бегло. Од она што тие го велат, повторно ќе кажаме дека да, Груевски не доаѓал секогаш сам. Пазарел со своето семејство во најблискиот маркет. Во една од пекарите седнали со својата сопруга. И како клиенти, бидејќи самите бизнисмени таму велат, ние ги гледаме како клиенти. Не го гледаме како премиер, како обичен граѓанин го гледаме. Ние сме били учтиви према него, тој бил учтив према нас. Немало никакви инциденти и не се пожалија за ништо. Чаловски, ти не така одамна подготви еден рекапитулар кој е Никола Груевски. Ако за едните важи нели за диктатор, за другите важи како народен популист. Дали е готов ставене? Режија, ве молам, тој пресек на Чаловски околу тоа кој е и од каде е Никола Груевски. Кој е всушност човекот кој за неговите поддржувачи буквално е култна личност, а за другите е политичарот кој владееше со автократски режим?
Никола Груевски во политиката влегува како министер во владата на ВМРО ДПМН предводена од Љупчо Ѓоргиевски од 1998 до 2002 година, откако предходните 3 години работи како директор на одделот за безбедност, планови и анализи во Балканска банка во Скопје. Во 1998 година Груевски бил председател и основач на Брокерската асоциација на Република Македонија и е направил првата трансакција на македонската берза. Прв човек на една од двете најголеми партии во македонскиот блок, ВМРО ДПМН, станува во 2003 година, после внатрепартиски превирања, а местото го држи преку луѓе блиски до него, како Гордана Јанкуловска, Милејана Киески, Зоран Ставрески, Сашо Мијалков, Илија Димовски, Антонио Милошовски, Владко Ѓорчев и слични познати имиња се до 2017 година. Во јавноста малку се зборува за неговиот татко, додека предничи неговата поврзаност со мајка му Надежда, која потекнува од Штип. Таа е сестра на првиот министер за внатрешни работи на Република Македонија Јордан Мијалков, татко на Сашо Мијалков, човекот кој во време на Груевски беше директор на тајната полиција. Кога ВМРО ДПМН победи на парламентарните избори 2006 година, под негово водство, Никола Груевски важеше за човек кој ја враќа надежта во Македонија и беше млад политичар без сомнителен багаж. На 25 август Груевски ја формира новата влада, во која на важните министерски фотели седнуваат млади политичари на околу 30 на години. А кога започнува падот на Груевски? Зоран Заев како лидер на опозицијата на адреса на тогашниот премиер Никола Груевски упати сериозни обвинувања дека земал 1,5 милиони евра во кеш и одбегнал да плати 225.000 евра данок на државата, обвинувајќи го дека Груевски лично ја продал Македонска банка АД Скопје на контроверзниот српски бизнисмен Јовица Стефановиќ Нини. Според обвинувањата, Груевски преку 4 офшори, 2 домашни компании кои што официјално поседувале 51% од акциите на Македонска банка, ги продал на бизнисменот Газда Нини. Овие обвинувања Груевски ги отфрла и најавува тужба за Заев. Потоа следуваат објавувањата на така наречените бомби на опозицијата, во кои Груевски се јавува како условно кажано главен актер во сделки, нарачки, креатор на проекти до најмали ситници. Тој важи за директен архитект на контроверзниот проект Скопје 2014, нарачател на блиндираниот Мерцедес од случајот Тенк, како и нарачувач на шамари на своите политички опоненти. Вашингтон Пост уште во 2011 година го портретира Груевски како корумпиран и моќен популист, кој се пресметува со независните медиуми. За време на неговото владење беше затворена најмоќната телевизија тоа време, А1, а медиумите кои не му беа по желба работеа под притисок и во тешки околности. Никола Груевски беше критикуван во извештаите на Европската Унија за непочитување на слободата на медиумите, независноста на судството и на политичкиот диалог. Реформскиот извештај на експертот Рајнхард Прибе од мај 2015 година забележува дека власта се мешала во работата на судовите, а имало индиции за изборен криминал, како и незаконско богатење на владени функционери. Ова беше основата на создавањето на специјалното јавно обвинителство да покрене кривична постапка против министри од владата на Груевски. На своји плеки тој има сериозни обвиненија за злоупотреба на службената положба и криминал. Сајао постојано му дише во врат, на товар на екс-премиерот, му се ставаат уште дела за кои се предвидени високи казни. За мини портретот на екс-премиерот Никола Груевски и за очекувањето дали и кога ќе замине на издржување на првата затворска казна, зашто Никола Груевски е осомничен во серија на други предмети. Денеска, например, во обиденетиот предмет Тврдина и Таргет, каде што прислушуваните разговори и целата афера со прислушувањето се дел на голем судски процес со осомничените од МВР, вклучувајќи го Сашо Мијалков и Гордан Јанкуловска, се одвива во Скопскиот суд. Таму е нашиот Игор Стефановски. Игор, каква е актуелната ситуација? Како помина сослушувањето на крунскиот сведок Лазаревски?
Така, Чомовски во овие моменти се испрашува Ѓорги Лазаревски, кој што е за специјалното јавно обвинителство клучен сведок во оваа постапка. Лазаревски го објасни постапувањето кога тој бил всушност дел во МВР, конкретно кај системот за следење на комуникациите. Тој всушност според неговите објаснувања во кривичниот суд бил дел во просторијата, бил деградиран и бил неговите обврски всушност биле во просторија заедно со системот кој што била преградена. Во неколку наврати споменуваше дека немал пристапи до системот, но го и заинтегрирало откако добил информации дека се прислушувале одреден број на политичари пред од тогашната опозицијска СДСМ, но и јавни личности, но премногу, како што рече во кривичен предмалку, заинтегрирало и моментот и фактот што бил прислушуван и Милијана Киевски како тогашен министер од владата на Груевски. Спомена дека има и сознанија за тогашни добил и информации дека биле прислушувани Јанкуловска и Ставревски, во кој Ставревски, како што потенцираше Лазаревски, негодувал за работењето на Никола Груевски и споменувал дека е за во Демир Хисар. Во овој моменти Лазаревски објаснува како дошол до логовите, односно до материјалите, но потенцираше дека немал никаков пристап за прислушување на разговорите и тоа кој со кого прислушувал, туку само пристап на телефонските броеви и точниот тајминг на тоа кога настанале комуникациите. Што туку прочитав, а и тоа го знам, дека Лазаревски во МВР влегува и бил поставен на раководна функција од таткото на Сашо Мијалков, првиот министер за полиција во независната експертска влада Јордан Мијалков, а бил деградиран токму од Сашо Мијалков. Она што веројатно треба да подсетиме тоа е дека Лазаревски е еден од оние клучни свиркачи кои го обезбедија пакетот на прислушуваните разговори од кој почнува политичкиот пат, а и судската разврска на големата афера со прислушуваните 20.000 луѓе, околу 5.000 телефонски броеви. И една втора информација, не знам дали ти е достапна, ја прочитав што туку, дека Лазаревски добивал наредби од Сашо Мијалков на ливче, а не по спец архивата или по нормалната процедура на МВР. Игор? Не лично Лазаревски, туку лицата кои што работеле на системот, односно на системот за следење на комуникациите, ги добивале нарачките на таков начин, како што спомена и ти Чомовски, но тоа се должело на тоа, бидејќи во тој моменти немало закон за следење на комуникациите и затоа нарачките се давале од страна на Мијалков по претходна консултација со тогашната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, како што потенцираше и самиот Лазаров во судот. Инаку тој ги даде логовите, рече дека 5 минути му било потребно да ги одземе од системот, меѓутоа заедно со Звонко Костовски подоцна ги предадоа, според неговите зборови ги предале и на поранешниот директор на УБК Зоран Верушовски, пошто нели во јавноста беа одекнати така наречените бомби од страна на опозицијската СДСМ. Во овој случај Таргет тврди на замасовното прислушување, а и уништување на опремата за следење на комуникациите. Всушност и прв пат почнува денеска по неколкуте натегања и одлагања, бидејќи дел од клучни обвинети во овој судски процес како Горан Груевски, Никола Бошковски, популарно наречени во јавноста бегалците двојцот, се во бегство во Грција и таму против нив се водат две раздвоени судски постапки за подоцна евентуално да бидат донесени пред македонските надлежни судски органи. Чомовски? Благодарам, Игор Стефановски, од денешната постапка на двата споени крупни предмети тврдење и Таргет, со која практично почнува постапката на изведување на сведоците, доказите преку сведочења, во кој денеска се распрашува Лазаревски, еден од свиркачите кои пакетот на прислушуваните разговори го предаде и тоа доби
политички публицитет и сериозна разврска на процесите и падот на Никола Груевски, за кого ги посветуваме овие половина час. Инаку нашиот Антонио Крстевски прави репортажа во затворот. Се надевам дека ќе добиеме една слика како изгледаат просторите каде што би можел да ја ослужува казната екс-премиерот Никола Груевски, дали на она исто место каде што беа хашките затвореници или Чавков пред тоа е некаква покултивирана келија. Но додека Антонио не се врати од репортажата што ја снима во Скопје, продолжуваме разговор со Чаловски за патот на Никола Груевски. Она што многумина го знаат, но ние да повториме. Каква е процедурата на почетокот на Никола Груевски? Јас знам во едно интервју со Стојан Андов дека на запрепестување дури и моја ми рече Никола Груевски не е автохтон ВМРО-ец. Иако ја во една друга прилика со Мијалкови разбрав дека токму Сашо Мијалков и Јордан Мијалков се оние иницијатори кои го приближуваат Никола Груевски кон ВМРО, а Стојан Андов вели Никола Груевски имаше и пристапница до Лига за демократија, што на Андов во една пригода познатиот кривичар и лидер на Лига за демократија Георгиј Мелјановиќ му ја признал како информација. Како дојде на власт, на партиското чело Никола Груевски? Така. И неизмерно овде нели се споредуваат последниве случувања во ВМРО ДПМН, исклучувањето на Сашо Мијалков, едно такво нели звучно име од партијата, како и Никола Тодоров, кој што долги години, десетина години им беа во врвот на раководството на извршната власт. И тука може да се подсетиме на Панорама 1, оној случај кога после парламентарните избори во 2002 година се случуваат внатрепартиските превирања во ВМРО ДПМН и начело застанува Никола Груевски. Меѓутоа ги губат претседателските избори во 2004 година и Лјупчо Ѓорѓиевски и Љубе Бошковски сакаат повторно да го сменат Груевски. Есенцијалниот судир настанува во моментот кога Никола Груевски, за разлика од Лјупчо Ѓорѓиевски кој го протежираше Стојан Андов за претседателски кандидат на тогашната коалиција, опозицијска коалиција застана зад доктор Кедев. Играта на случајот е што на прославата на годишнината на Македонската револуционерна борба, нели, на 23 октомври, во придружба на доктор Кедев, беше и Ганка Самуилова, која се споменува во така наречените шпекулативни калкулации како можен сериозен кандидат за висока функција во ВМРО ДПМН. Дали Никола Груевски од тој момент ја преседе фактичката власт врз ВМРО? Па да, веројатно, бидејќи нели сите, ако јавноста се сеќава на оној конгрес во хотелот Панорама, токму Ганка Самуилова и Сашко Кедев се со Никола Груевски. Тие се пречекани од приврзаници на Бошковски и на Ѓорѓиевски, кои што бараат оставка од Груевски. Тука се и експратениците Горан Невеновски, Владо Сугаревски, Зоран Крстевски, како и сега актуелниот Тони Михајловски, кој што тоа време е со Бошковски и со Ѓорѓиевски. Тој е еден од оние кои што се против Никола Груевски. Меѓутоа, во тој момент, нели, Груевски после после конгресот вели оваа партија или ќе биде демократска и западна, или ќе биде препуштена на насилници. Така ги условува луѓето кои што во тоа време бараат оставка од него. На Централниот комитет ја добива довербата и од тогаш нели почнува и неговиот Кога стана премиер имав можноста, тогаш како главен уредник на А1, да разговарам прв пат со него, бидејќи тој покажуваше желба и интерес да се разговара. Моето прво провокативно прашање е што ти требаше во своето обкружување да ги имаш своите двајца братучеви. Одговорот беше многу едноставен, зошто да не, тие се способни бизнисмени. Таа љубов меѓу Груевски и Мијалков, кога скапува, кога се раздвојува. После аферата и сомневањата кои сега се покажува дека Мијалков го мести целиот систем, или може би и кавга и за распределба на економскиот колач. Понесомнено, чумовски аналитичарите овде ќе кажат
најразлични сценарија кога и како. Меѓутоа јавноста најчесто тоа како разделбата на Груевски и Мијалков ја поврзува откако на партијата, начело на партијата доаѓа Мицкоски, па оттаму нели кој ќе заврши во затвор заради злоделата, а кој ќе остане, ќе го искупи својот пат и особено откако се изгласа нели уставните реформи, тука овде веќе како и јавноста да знае дека завршува таа врска помеѓу Мијалков и Груевски, откако тој е самиот исклучен Мијалков од партијата, а Груевски останува почесен председател. Добро, поштовани гледачи, половина час се занимаваме со тоа дали и кога Никола Груевски ќе отиде на отслужување на затворската казна или ќе ги искористи сите правни механизми за да биде пролонгирано тоа. Чувте информацијата од Весна Велкова дека Тала Џафери, спикерот на македонскиот парламент, денеска му издал уверение дека Никола Груевски е член на Уставната комисија, што е еден од елементите на адвокатите дека тој е неопходен за натамошната собраниска процедура. Бидете и натаму на оваа тема во 3:25, во 15:25 продолжуваме. Се надевам до тогаш дека Антонио Крстевски ќе се врати и со преглед каде би можел да биде сместен на издржување на казната доколку дојде екс-премиерот Никола Груевски. Уште еднаш повторувам, тој би бил третиот премиер кој на Балканот кој завршил во затвор по Јанес Јанша и Иво Санадер. Мислам дека се наближува 14:30.